Јавното предпријатие Колекторски систем Скопје се наоѓа во тешка финансиска и оперативна состојба, покажува најновиот извештај на Државниот завод за ревизија за 2024 година. Ревизорите изразуваат неповолно мислење за реалноста на финансиските извештаи, откривајќи низа неправилности и ризици за одржливоста на работењето на предпријатието. Во извештајот е наведено дека предпријатието од основањето во 2018 година до денот на ревизијата работи без добиена дозвола за собирање, одведување и пречистување на отпадни води, која ја издава Министерството за животна средина и просторно планирање. Колекторскиот систем не е опремен со протокомери за мерење на влезната вода, SCADA систем за мониторинг и контрола и агрегати за резервно напојување со електрична енергија. Предпријатието нема сопствен информационен систем за евиденција на корисниците на колекторската мрежа, па за таа цел ги користи системите на Јавното предпријатие Водовод Охрид, Јавното предпријатие Водовод и канализација Струга и Јавното комунално предпријатие Дебрца. Само околу 1/3, 33% од испуштената пречистена вода е фактурирана, што укажува на сериозни технички и физички недостатоци во мрежата на зголеменото ниво на отпадните води, се вели во извештајот. Во извештајот е констатирано дека инфраструктурата изградена пред повеќе од 35 години се уште не е запишана во катастарот, а предпријатието не поседува имотни листови за речиси ништо освен за пумпната станица Подмолје. Инфраструктурните објекти, цевковод, пумпни станици и пречистителна станица, изградени пред повеќе од 35 години во вкупен износ од над 2 милиони евра, се уште не се запишани во катастарот на инфраструктурни објекти, кој е составен дел од катастарот на недвижности. Освен за земјиште од 812 метри квадратни, пумпната станица Подмолје, Јавното предпријатие Колекторски систем не поседува имотни листови за инфраструктурни објекти, цевковод во должина од 40,9 километри, пумпни станици, пречистителна станица, како и за земјиштето под нив, се вели во извештајот. Ревизорите утврдиле дека со акумулирани обврски од над 493 милиони денари или над 8 милиони евра и блокирана сметка уште од самото основање, предпријатието има намалена ликвидност и се соочува со сериозни финансиски предизвици. Предпријатието работи со минимум средства согласно решение на Основен суд Охрид. За надминување на утврдените состојби дадени се препораки со цел преземање на мерки и активности од страна на надлежните институции и одговорни лица. Стотици кучиња и мачиња спасени и вдомени во европските земји, но улиците и натаму полни со бездомни животни. Некои ги хранат, ги милуваат, други ги бркаат и повредуваат. Проблемот со бездомните животни со години останува актуелен во Охрид и покрај програмите за стерилизација и напорите на активистите, бројот на кучиња на улиците не се намалува. Волонтерите велат, главната причина е неодговорното сопствеништво, односно напуштањето на домашните миленици и фрлањето нови легла по улиците. Активистите од Сдруженијето Сузанс Rescue Dog House веќе 5 години активно работат на спасување, лекување и вдомување на бездомни кучиња и мачиња, но велат дека без системски мерки резултатите тешко се гледаат. Ево веќе 5 години активно волонтирање за подобрување на состојбата со бездомните животни, но резултатите за жал не се гледаат, затоа што и покрај тоа што за овие 5 години ние сме вдомиле околу 400 кучина, сме ги спасили од улицата. Сите тие кучина се вдомени во Англија, во делови од Европската Унија, во Белгија, во Холандија, во Германија. Значи, 400 кучина сме тргнале од улиците, но за жал ситуацијата е иста. Тапкаме во место. И покрај овие бројки, состојбата на терен останува непроминета. Активистите велат проблемот не може да се реши само со волонтерска работа, туку е потребен системски пристап и конкретни мерки од институциите. Тоа е државен проблем. За да се подобри ситуацијата со бездомните животни, треба да се превземат конкретно мерки од државата. Значи, дефинитивно, ако не почнат да функционираат казните, законите на дело да почнат да се применуваат, ситуацијата никогаш нема да се реши во нашата земја.
Пример имаме многу, значи држави кои што го решиле тој проблем, не се решава преку ноќ, но сепак ако уште од утре се почне, ќе бидеме подобри, ќе имаме еден чекор напред. Според активистите, програмите за стерилизација се позитивен чекор, но недоволен за да се намали бројот на бездомни кучина, а воедно не достигаат програми за стерилизација и на мачињата. Имаме делумно, да речам, некоја соработка со општината, но тоа не е доволно. Значи, многу мал дел кучина се опфаќаат во таа програма, што е за стерилизација на кучињата, хуман третман и потоа враќање на улиците. Но тоа не е ни 10%, значи, од оние кучина кои што се на улицата. Според волонтерите, клучот за решавање на проблемот е задолжително чипирање и стерилизација на домашните милиници, како и строги казни за неодговорните сопственици. Мора според мене да има задолжителна чипирање и стерилизација за сите домашни животни, освен за тие што си се регистрирани да можат да размножуваат кучина, но тоа да биде строго регистрирано, да се знае каде тие кучина завршуваат и ако некој од тие кучина се најде на улица, тогаш да настапат казните. Кога се зборува за проблемот со бездомните животни, најчесто во фокусот се кучињата. Но активистите предупредуваат дека состојбата со уличните мачиња е исто така алармантна. Ги има во огромен број, често се болни, гладни, изложени на опасности, страдаат по улиците, а во исто време остануваат невидливи за општеството. Неопходно е да се воведе програма за стерилизација и кастрација на мачките, како единствен хуман начин за намалување на нивниот број и спречување на нови легла по улиците. Покрај законите, активистите сметаат дека е потребна и поголема едукација на граѓаните, особено на децата, за одговорно однесување кон животните. Од 12 до 15 март во Охрид Мол ќе се одржува саем на книгата со понуда на изданија на неколку издавачки куќи, како и Националната установа Библиотека Григор Прличев. Во соработка со Македонската асоциација на издавачи на саемот ќе учествуваат издавачките куќи 3, Божилак, Полица, Мартина Комерц, Бата Прес, издавачката куќа Матица, а посебно задоволство ни представува што на настанот ќе учествува и Националната установа Григор Прличев. Охрид како значајна културна установа во нашиот град. Во текот на саемот посетителите ќе имаат можност да најдат голем избор на книги по саемски промотивни цени, но и да присуствуваат на средби и промоции со локални автори, што дополнително ќе збогати културната програма на настанот. Директорката на библиотеката Григор Прличев, Христина Трпеска, изрази благодарност до менаџерскиот тим на Охрид Мол за заедничката посветеност за популаризација на книгата, со надеж дека саемот на книга ќе стане традиционален. Како и останатите издавачи, така и ние на собствениот штанд ќе понудиме книги кои се од наша издавачка продукција, но и книги кои се за продажба, а ги имаме добиено од Министерството за култура и туризам. Се работи за дела од капитални едиции, 130 тома македонска книжевност на македонски и англиски јазик, звездите на светската книжевност, врвови на светската филозофија, психологија и психоанализа и други. Ние како установа од четврток до сабота во Охрид ќе организираме и 3 промоции на најнови дела од наши роднокрајни автори, на почитуваниот Мирко Томовски, Марина Димовска и Емилија Карамфиловска. Авторите во молот ќе имаат дружба со читателите, ќе ги промовираат нивните нови дела и исто така ќе ги подпишуваат продадените книги. Нивен промотор ќе биде колегата Милчо Јовановски. Саемот на книга ќе биде отворен секој ден од 12 до 15 март од 10 до 21 часот, односно во работното време на продавниците во трговскиот центар, а од Охрид Мол во рамки на соработката со библиотеката најавуваат уште еден настан за љубителите на пишаниот збор. Во пресрет на Светскиот ден на поезијата на 19 март од 10 до 13 часот библиотеката во соработка со кафе бар Ночолино ќе организира традиционалната манифестација Напиши стих, купи кафе. Библиотеката ќе ги награди сите автори на 3 најдобри стихови
со книги, со што се надеваме дополнително ќе поттикнеме љубовта кон поезијата и пишаниот збор. Градската библиотека и Охрид Мол преку овие настани ја носат културата и креативноста во динамичен урбан простор со најголема фреквенција на граѓани, при што создаваат место за инспирација, дружење и современи културни искуства. Во рамки на своите здравствено-превентивни активности, Црвен крст Охрид, почнувајќи од 13 март петок, ќе нуди бесплатно психолошко советување. Советувањето ќе се одвива во просториите на Црвениот крст секој петок од 9 до 12 часот со претходно закажување. Заинтересираните лица можат да закажат термин на телефонскиот број 070 729 615. Советувањето ќе го реализира Мерсиха Исмаиловска, гешталт советник. Гешталт терапијата е научно заснована психотерапевтска метода со корени во хуманистичката филозофија. Основната цел на гешталт терапијата е поттикнување личен раст, зрелост и автономност преку зголемена свесност за сопствените мисли, чувства и однесување во сегашниот момент. Црвен крст Охрид го организира бесплатното психолошко советување во соработка со Анима, Центар за личен развој, едукација и психотерапија. Во Охрид денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност, дуваше слаб до умерен ветер од јужен правец, а максималната дневна температура се искачи до 13 степени. Утре во Охрид времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Утринската температура од 0 степени, а максималната дневна до 14 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од -4 до максимални 20 степени. До крајот на работната недела ќе се задржи стабилно и тивко време со пораст на дневната температура. За време на викендот времето ќе биде посвежо со услови за слаби врнежи од дожд.